Само чат, пепел и изгорена покукнина остана на 4-членото семејство Андови од нивното скромно семено огниште. Катот од нивната куќа на улицата Вера Попова сосема изгоре во пожар што избувнал во неделата вечерта околу 23 часот. Пожарот што собствениците претпоставуваат дека е од необјаснив спој на електрични кабли, причинил голема материјална штета. Ништо не остана од вториот кат на куќата, каде живееја Димче и Евица Андови, со нивните две малолетни деца Никола и Јован. Благодарни се што спасија жива глава и сите се добри. Оти огнената стихија била страшна и прва ја забележала мајката на децата. Во солзи раскажува Никола Андов, собственикот на куќата, татко на Димче Андов. Однашка она станала, усетила дека нешто мириши. Така на врат, као Димче, мене како да ми нешто мириши. Шо ма ти мириши? Па вика така нешто, вика мириши ми. Поздрав днешка, абе Димче оди разби дека мириши. Видат, погледнал напар, саварено даваше изјава на овие на полиција, таа изјава даваше исто. Таа иста, јас ќе кажам и она. И кој вика, видиме дека само како ожарена лампи, беше кај мене спато беше целиот село ламперија, тоа прокасна ламперија горе, беше према. Пожарено тоа на сам на ќошо на спалната, право на исток, околу пожарено. И додека го приметила тоа пожарно, и тоа е пламенот и он е горе горел, да не ме сваќате. Тавано е горел горе, а он после е спуштил доле на спратот тоа и он прилета зима децата на збирана, свесна, домаќинка, интелигентна, писмена, со факултет, женичка, зима децата и навлага, бута ги доле и вика по нас, бегајте, куќата горе, бе. И тоа се паниката стори. Чудно е, додава Андов, што се случило спој, оти инсталацијата на долниот дел од куќата е доста постара отколку на катот, каде се случил пожарот. Се било направено на ново и од почеток, а во моментот немало ни преоптеретување на струјата. Комшиите што го забележале пожарот веднаш претрчале на помош, но собствениците се крајно незадоволни од противпожарната служба во Кочани, што не само што доцнела околу половина час, туку и дошла без вода. Огнот го гасел виничката противпожарна служба која спречила да се прошири на долниот дел и на соседните куќи. Не пожарната, некадрна беше. Значи не понекадрна пожарна, не може да биде. Вика ние немаме вода. Тај ден зет ми нам како, беше добро зошто ви додоте. Ќе ме сега ќе напунеме, вика ќе дојдеме. А рома кога дигнат цревот, он цревот тече. Цревото тече глогото таму, унде која жена ударили водата, и после се свесте, пак снаата, и пејува и внук, он, дека другарче Виница, па преко полицијата, она не го цигуло, полицијата мора да се пратете едно возило на улица број таа и таа, а пожарната ни горе куќи на тајата. И дојдоа човеците, колку толку спасија. Мисля спасија, барем надолу да не спушире. Оно другото, ако не бе и они, беше и долек се спуши тука и овако ќе изгореше таму. Овие луѓе спаднаа феро таму, 2-3 црева од куќија. Прскат на кени, прскат нам, прскат да не се пошири. Пламените јазици за 20 минути проголтаа се што семејството Андови создале за изминативе 30 години. Апел до надлежните институции и до сите хумани граѓани, доколку се во можност да им помогнат. Направената штета доправа ќе се утврдува.